беше пријавено во Министерството за внатрешни работи дека постои индиција за фалсификуване на лични карти, донесени 105 примерока. Веднаш пријавителот беше примен од директорот на Бирото за јавна безбедност Горанче Савовски, кој што патен да споменам не е променет, туку истиот директор и од претходниот министер за внатрешни работи. Е даден во одделот за организиран криминал, каде што исто така началник е Зоран Глигоров, кој што е назначен од претходниот министер за внатрешни работи Митко Чавков. И сите тие заедно работат на истрагата врз основа на наредбите кои што ги дава јавниот обвинител на Република Македонија. Према тоа, истрагата е во моментот во тек во однос на вештачењето е завршено, првичното вештачење што се однесува на тоа дека хартија, печатените материјали е фалсификат. Откриено е дека од тие 105 лични карти на 90 луѓе им е украден идентитетот, дека тие лични карти се однесуваат за Куманово, за Кичево, за Штип, за Гостивар, за Скопје и така натаму. Врз основа на наредбата од јавниот обвинител се вршат проверки во ДИК и во Завод за статистика, кои што го имаат избирачкиот список, за да видиме дали тие биле воопшто употребени и дали се користени за некои други цели. Така да најважно се е да имаме една квалитетна истрага, која што ќе даде одговор на прашањето кој ги фалсификувал овие лични карти, зошто ги фалсификувал, дали биле употребени, зашто биле употребени, по чија наредба биле правени. И тоа е добро не само за вас, тоа е добро за Република Македонија воопшто, да видиме дали има некој во Република Македонија кој што фалсификува лични карти или други некакви документи во државата, се со цел да можат граѓаните да имаат една сигурност во овој дел. Јас очекувам исто така, значи, енергично да се води истрагата и во однос на овој процес и во однос на другите процеси, заедно со обвинителството, и навистина ќе очекувам да видам токму и началниците на овие оддели кои што ги спомнав, оние кои што работат на овој дел. Јас очекувам професионално да се завршат работата и да видам во кој период, како ќе направат. Имаше најава дека тоа може да се заврши во рок од 5 дена од поранешниот министер. Веројатно тој министер немаше сам тоа да го прави, туку ќе го прави врз основа на резултатите од овие инспектори, од овие началници кои што и денеска работат, има шанса тоа да го завршат. Кога ќе биде завршена целосната истрага, кога ќе има информации за тоа кој ова го направил, зошто го направил, како го направил и така натаму, ќе биде информирана македонската јавност и вие за делот од истрагата, и на тој начин да се стави точка на ова прашање. Имаме, немаме, колку биле, како биле и зошто биле. Инаку, прочем, сакам да напоменам дека не после пријавата на во МВР дека има лични карти, македонската јавност не дозна околу ова афера. Ние дознавме околу аферата со фалсификатот лични карти од проектот Вистината за Македонија. Се сеќавате на неколку од разговорите, во кои што се насочуваше дека се издаваат некакви лични карти за некои цели и така натаму, и на дел од министрите во разговор со одредени началници, например на поранешниот началник на СВР Струмица, Маријан Наковски, кој што директно беше вклучен во оваа цела работа. Така да, ова не е нешто ново, кое што денеска сме го дознале или пред неколку дена во Министерство за внатрешни работи, ама исто така се согласувам со вас и треба до крај да се издржи целиот овој процес, за да нема злоупотреби во јавноста од било кој, посебно не во политички злоупотреби. Благодарам. Кога говориме за тоа дали треба да има поделба на партијата од државата и како тоа треба да се направи, е прашање кое што не го поставам ниту јас, ниту вие, господине пратеник. Тоа е констатиран дел од извештајот на Европската унија. Констатација која што е упатена во сите извештаи на ОПС и ОДИХР во делот на изборите. И навистина треба да има поделба на партијата од државата. Не треба во ниту еден момент, ниту еден ресурс на било кое министерство да се користи за партиски цели. Не треба да имате две сали, во која што едната ќе биде за штабот на ВМРО центар, а втората ќе биде за примање на странски делегации, како што милува да каже Гордана Јанкуловска. Не треба да ги користите службените возила на МВР
така како што се користат безмилосно за партиски цели, и тоа е поделба на државата. Знаете кога немате поделба на државата и партијата? Кога вашиот генерален секретар Емил Димитриев користи лично обезбедување и возила од ВМРО, односно од МВР. Сега во моментот и уште неколку функционери за кои што наскоро ќе биде обелоденето пред македонската јавност. А на конкретното прашање, кој ќе бидете член на Централниот одбор на СДСМ, ќе ви оддавам одговор во однос на тоа. Добро.